Ваши екселенции, амбасадор на Европската унија, господин Жбогар, и амбасадор на Шпанија, господин Сера, почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Спасовски, почитуван министер Сугаревски, заменик министер Макрадули, почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Илија Јовановски, почитувани советници во општината, драги пријатели, граѓани на Прилеп. Мене ми представува големо задоволство што сум денес овде со вас. За 4 месеци, ова е трета пречистителна станица која пуштаме во употреба. Од 4 завршени во овој период, до крајот на месецов треба да се пушти и во употреба и пречистителната станица во Радовиш. Ваквите пречистителни станици се значајни од повеќе причини. Прво, бидејќи придонесуваат за почиста животна средина и подобри услови за живот на граѓаните. Проектот кој што сме денес тука ќе обслужува 95.000 граѓани. Пречистителните станици во Струмица, Радовиш и Кичево обслужуваат 126.000 луѓе или заедно над 220.000 граѓани добиваат почиста животна средина како резултат на овие проекти. Второ, ваквите инфраструктурни проекти даваат значаен придонес и за економскиот раст и зголемување на бруто домашниот производ. Значајни и придобивки имаат и за локалниот економски развој во регионот каде што се спроведуваат. И јас би сакал да се заблагодарам на Европската унија за огромната поддршка што ни ја даваат не само во интеграцијата, туку и уште повеќе финансиски средства за проекти кои што директно го подобруваат стандардот, нивото на живот на граѓаните на Македонија. Затоа голема благодарност и до делегацијата на Европската унија и до амбасадорот Жбогар. Успешното завршување на овој проект беше заеднички напор на Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање и општината Прилеп. Улогата на Министерството за финансии беше сите договорени обврски да се испочитуваат и средствата од инструментот за предпристапна помош да се потрошат, да се реализираат согласно со европските правила. Оваа прилика јас ќе искористам и да им се заблагодарам и на колегите од Министерството за финансии за посветената работа, како и на вработените од другите институции кои учествуваа во проектот. Ќе напоменам дека и во иднина ги очекуваат сериозни обврски и нови проекти. До крајот на годината Министерството за финансии треба да отвори тендерски постапки за израдба на пречистителни станици во општините Битола и Тетово. Ова се крупни проекти, чија вкупна вредност изнесува 58 милиони евра и ќе обслужуваат 207.000 жители. Заедно со пречистителните станици кои веќе се изградени, овие проекти ќе обезбедат подобри општински услуги и почиста животна средина за околу 20% од граѓаните во Македонија. Преку ИПА средствата планирано е да се реализираат и проектите за израдба на регионални депонии во источниот и североисточниот регион со вкупна вредност од околу 14,7 милиони евра. Во наредниот период планирано е да се спроведат проекти од областа на животната средина со вкупна вредност од околу 120 милиони евра, од кој најголем дел или околу 85% се грант средства од Европската унија преку ИПА. Со ова уште еднаш се потврдува заложбата и посветеноста на оваа влада да инвестира во проекти за заштита на животната средина и поздрав живот за граѓаните. На крајот ќе истакнам дека подобра инфраструктура е заеднички приоритет и на владата и на Европската унија. Работиме на реализација на квалитетни проекти кои вистински ќе придонесат за раст и развој на економијата. Ви благодарам.